Откриен е диабет кај 3 до 5% од вкупно 250.000 граѓани кои биле посетени од страна на медицинските екипи во домашна посета во изминатите 3 години преку проектот Домашна визита. Нашата екипа утринава беше во посета заедно со медицинските екипи. Од она што можевме да го забележиме е дека медицинската екипа добро и влијае на пациентите, а во продолжение предлагам да ја слушнеме изјавата од еден од пациентите. Не прв пат и порано еднаш дојдоа ни мерија притисок, сме задоволни затоа што однесувањето нивно е многу културно, многу пријатно и доста работи, новитети ни кажуваат како треба и во исхраната и како треба да се однесуваме и така. Значи задоволни сме многу. Тие се јавија, не им препорачуваме, него тие се јавија по телефон, така да рековме дека дојдоа да за брзо време и рековме дека сме задоволни. На тема диабетис разговараме со медицинската сестра Снежана Никодиновска. Ви благодарам што прифативте да бидете дел од информативниот блок на телевизија на Нова. Аларманти се податоците за пациентите со откриен диабетис. Дали тие се со вроден диабетис или со стекнат? Значи, токму така, рековте дека има два вида на диабет, кој е вроден и стекнат. Ние почесто на теренот се среќаваме со стекнат диабет. Значи, причини за појава на диабетот, како една од главните причини, и прв ризик фактор е неправилната исхрана. Значи, второ, секојдневните стресови, нервози доведуваат до појава на диабет. Доколку пациентот не се јави на време и не може да открие сам што се случува со него, а симптомите можеме да ги кажеме дека се, значи, губење на телесна тежина, потење, малаксаност, тремор, значи мокрење, често мокрење. Дали може да ми кажете кој е ризикот доколку навремено не се открие и интервенира? Па ризикот секако постои, нели? Значи, можеме да кажеме, ако навреме не се открие, како и при секоја болест, така и при ова организмот трпи промени. Значи, може да се појави проблеми со видот, со слухот, значи трпат и другите органи промени. А како се карактеризира диабетисот? Кои се симптомите? Значи, симптомите се потење, често мокрење, губење на телесна тежина, тремор, малаксаност, па и поспаност може да биде, не? Да. Ви благодарам што бевте дел од информативната телевизија Нова. За крај само би напоменала дека може и компликации од диабетис се оштетување на видот, чести инфекции на кожата, срцев и мозочен удар, нарушување движење на крвта во нозете, оштетување на нервите поради што се појавува трнење, губење на чувството за осет и болка, оштетување на бубрезите, с големен ризик за појава на одредени типови на рак. За среќа, диабетисот лесно се дијагностицира, а со правилна едукација може да се превенира и контролира.